За околу 20% е зголемен бројот на патувања со јавниот превоз во Штип, оваа споредбено со претходната година. И понатаму најкористени се линиите од населбата Баби од село Радање. Како што вели директорот на јавното предпријатие Стипион Панче Стефановски, се размислува во следниот период да се зголемат термините, со што очекуваат дополнителна искористеност на градскиот линиски превоз. Втората година од воведувањето и функционирањето на јавниот превоз како дејност ја завршивме успешно со одлични показатели во однос на остварените патувања и во однос на финансискиот прилив во оваа дејност. Во исто време, со одговорно и домаќинско работење и со рационализирање на трошоците, успеавме расходната компонентна да ја задржиме на задоволително ниско ниво. Поконкретно, во однос на остварените патувања, на територија на општина Штип остваривме некаде 80.000 патувања. Ова е сумирано од сите типови на билети, единични, повратни, месечни, годишни билети, како и околу 800.000 патувања остварени преку договорите со училиштата. На територија на општина Карбинци имаме остварено околу 20.000 патувања, исто така и тука имаме склучено договори со училиштата кои успешно ги исполнивме. Во меѓувреме ќе се работи на поставување на нови постојки како во центарот на градот, така и во приградските штипски населби и села. Истите ќе бидат идентични како новопоставените во населбата Новосело, Караорман и кај трговскиот центар, смарт и подостапни за граѓаните. Во следниот период се планира поставување на околу 10 нови автобуски постојки на различни локации во градот. Тие ќе бидат по исти трг како веќе поставените постојки во Новосело, во Караорман и кај трговскиот центар. И овие постојки ќе бидат екосмарт постојки, ќе бидат дополнети со дигитални табли кои што ќе даваат информации на граѓаните за поаѓањето од конкретната станица. Во меѓувреме, екипи на јавното предпријатие Стипион постојано се на терен во извршување на дневни активности.